Темата е битна, ние сме битни и да видиме имаме битен гостин, Јован Јоновски, хералдичар, човек кој е експерт токму за оваа материја. Влеговме во постапка за промена на грбот, веруваме дека ќе заврши успешно, ќе се изгласа во собранието, нужна е двотретинска одлука на парламентот и бадентеријано мнозинство, значи согласност и од албанскиот политички дел. Не е нужна промена на уставот, што значи дека нема да има одолговлекување доколку има добра волја. Зошто ние го менуваме грбот? Одеме од причините, па ќе одеме нааму. Го менуваме грбот од простата причина што ние веќе 23 години грбот што го имаме веќе не ја представува реалноста на нашата држава. Про туту веќе Афион веќе нема. Да, Афион нема, туту нема. Причината е малце подлабока. Сите држави кога станува збор за државниот грб имаат нешто кое што има историска вредност, има историчност. За жал во времето на социјалистичкиот систем кога се сметаше дека ќе се прави нова иднина, кај што ќе треба да се раскрасти со целата таа заостанато минато, се приде кон правење на сосема нови символи, кои што воопшто нема врска со хералдиката. Иако некои од социјалистичките земји сепак ги инкорпорираа своите историски грбови во ново настанатите грбови, тоа за Македонија не беше случај. И 2009 година се преиде на десоциализација, да речам условно, на грбот, со вадењето на петокраката, но во основа ништо не се направи, затоа што петокраката е само еден мал дел од целокупниот тој социјалистички концепт на хералдиката, која што е по урнекот на грбот на Советскиот сојуз од 22-23 година, затоа што во основа символите кои што го прават еден грб да е социјалистички се токму венците, сонцето и лентата со народни мотиви. И петокраката горе. Петокраката, да, реков, ја спомнавме, но еве сега петокраката нема, но концептот целосно на грбот, значи со поле обкружено со житни класија, со тутун, со Афион. Земјоделци и работници со други зборови. Апсолутно, да. Други нема во државата. Тоа е идејата. Да. Да ми објасниме на луѓето, бидејќи не сите се разбираат во хералдика, што значи грб со хералдички корен, а што значи грб со идеолошки корен донесен до активна некоја власт која во моментот нели владе. Дека првото значи некакво минато и во средниот век, понатаму развој на околностите, фамилии кои се појавиле тука, вери, нации и така натаму. Тоа и албанците се наоѓаат себе во него, во круната, во средновековните нивни држави, кнежества, кралевства или отомански империи дел. Да им објасниме што е тоа хералдички, што го имаат сите поголеми фамилии на запад, а не само држави, а што е идеолошки. Добро. Значи хералдички грб значи дека е направен според правилата на хералдиката. Тоа значи дека при неговото составување се земени во обзир правилата на хералдиката, но она што е научни методи, не идеолошки, не партиски, политички. Значи точно традиционални научни методи и еден друг момент за еден амблем да биде условно земено сега ќе го наречам амблем, да биде хералдички грб е историчноста, трајноста. Континуитетот, затоа што ако се менува на секои 2-3 години, тогаш во никој случај, колку и да е тој хералдички исправен, ако го нема континуитетот, тогаш тој не представува грб. Додека идеолошки, како што е сегашниот грб, е идеолошки, каде што грбот на него се прикажува една категорија која што видовме дека е минлива. Кај нас траеше колку што траеше, иако претходно се претпоставуваше дека тоа ќе трае со илјадници години, но не потраја и сега сите други држави се вратија на своите историски грбови. Ја гледав нешто на интернет, скоро сите, зборам од европски, значи држави, сенества, републики, кнежества и така натаму, имаат три теми кои превладуваат и релативно се распоредени по третина, значи лавови, орли и сонце. Ние одбравме лав. Колку овој лав личи на бугарскиот лав, бидејќи тоа е прилично чувствителна тема. Во минатото, во времето на Љупче Гергиевски, ВМРО многу пообразуваа со таа пробугарска линија, колку ова значи превземање на бугарскиот лав како мод. Значи не можеме да зборуваме за лавот дека е нечив. Значи не може да зборуваме за македонски лав или да зборуваме за бугарски лав. Или зашто го има и во Шкотска, го има и во Белгија. Да не зборуваме за Шкотска, да зборуваме за Белгија, за Норвешка. Лавот сам по себе нема својата националност. Значи она во хералдиката што го дефинира еден грб чиф е, тоа се боите на лавот, позицијата на лавот и деталите, бидејќи лавот е толку распространет, не е битна само позицијата, туку доаѓаат дополнителни. Колку е близок до ВМРО-вскиот лав, колку до бугарскиот лав?
Значи, со ВМРО-скиот лав нема никаква сличност. Сега не зборуваме за тоа дека е лав, но освен најбитниот момент, дека боите се други, имаме и два други клучни елементи кои што еве се обидов да ги наборам. Тоа е грбот на ВМРО има круна, овој предлог нема круна. Значи лавот не е крунисан и грбот на ВМРО има две опашки, додека предлогов сега нема. Две опашки, има една опашка. Значи хералдички земено имаме три сосема големи разлики за да биде сосема друг грб. А со бугарскиот? Бугарскиот грб е разликата во две. Значи, бугарскиот грб е златен лав на црвена основа, што е крунисан. Значи, боите се разликата. Као ВМРО-скиот што е? Само што има една опашка. Но е крунисан. Да. Нашиот е се уште не крунисан. Да, нашиот не е крунисан. Што ќе предизвика ова, бидејќи грб на држава е битна работа. Се појавува од фудбалски репрезентации до пасоши, до државни институции, до размена деловна или административна со другите држави или другите компании. Што за Македонија ќе придонесе ова? Значи, пред се, символите државни се символи со кои што луѓето кои што се на таа територија се поистоветуваат. Каде што символите представуваат една персонификација на државата, на државноста. Но и тоа не важи само за луѓето кои што живеат, туку и луѓето кои што се надвор. Ние токму по грбовите ги познаваме од кој држава е. Така, например, што ги спомнавме со спортските настани, каде што тоа се исклучително важни, затоа што тука на спортските настани веќе сите разлики некако, кога се носи националниот дрес, сите разлики веќе понатаму се небитни. Што очекувате? Што очекувате? Јас првиот мој печаток од она пак што гледав на социјалните мрежи, бидејќи немаме уште официјални, дури ни СДСМ, нема отпор. Речи се унисоно, речи се едногласно е прифатено да се менува грбот и прифатен е новиот грб. Што очекувате во македонската јавност? Првите проценки се дека е речи си со акламација прифатен. Добро, сега значи секогаш ние сме таква една средина каде што ние имаме 2 милиона селектори, така, и сите имаат чувство и можност да го искажат своето мислење. Тоа е дел од демократијата, така. Колку тоа мислење ќе биде нешто што е поврзано на солидни научни познавања или ќе биде кажано чисто како средство за истакнување на индивидуалноста и различноста од другите, останува нешто друго. Мислам, науката е прилично јасна во овие години дека станува збор за грб кој што има голема историчност, значи не е нешто што ние правиме, некако многу ми смета сега на мидумите кои што доаѓа нов грб. Значи не станува... Добро, технички е нов. Да, технички е нов, но... Знаете што, кога се менуваше знамето, и кога беше првото она знаме, пред да се смени, 95-та, 93-та, имаше исто ваков широк прием. Значи имаше речи се акламативен прием да знамето од оригина, златното на црвена основа, биде прифатено. А не беше широко прифатено, ако се сеќавате, а возрастни сме, се сеќаваме, сегашниот така наречен пропелер. Сега имаме повторно прифаќање со акламација, значи имаме широко прифаќање, секако дека секој ќе каже своето мислење за да биде важен. И тоа не е забрането, дури и пожелано. Апсолутно. Разликата со знамето беше дека знамето беше донесено како притисок. Значи постоеше реален надворешен. Збориме сегашното знаме, активното, да, не првото. Да, за 95-та година. Постоеше активен притисок и затоа луѓето го искажуваат тој гнев кон тој надворешен притисок преку знамето. Веќе 20 години се скоро поминати и луѓето се повеќе и повеќе го прифаќаат тоа знаме. Кога станува збор за грбот, ние немаме надворешен или внатрешен притисок за да го смениме. Значи не е нешто решение. Може би затоа и така широко прифатено. Да, не е некое решение кое што се наметнува од надвор, кое што некој ни го наметнува за да се јави некоја таква реакција, особено кога станува збор за нешто кое што голем дел од луѓето го посакува овие 20 години, но едноставно поради X причини не успеа да стигне. Господин Јоновски, ви благодарам. Мислам дека информациите се добро дојдени за гледачите, да видат која е научната основа, да видат што е причината, што е последицата, понатаму остануваме да видиме примената. Ви благодарам. Благодарам.